Премиерот Мицкоски е убеден дека Европската унија ќе најде решение за одблокирање на македонските интеграции. Утре Каја Калас ќе ја пречека со веќе познатиот став, дека уставот нема да се менува без гаранции дека тоа ќе биде последно барање на Софија. Но дали од Калас ќе побара план Б за Македонија, како што Унијата веќе има за членството на Украина. Немам никаква дилема дека треба да градиме подеднаква доверба со сите соседи, вклучително и со Бугарија. Ние немаме никакви проблеми да го прошируваме нашиот устав со, да речеме, дел од хрватите кои што живеат кај нас. Бидејќи македонците се дел од хрватскиот устав. Ние немаме проблем да зборуваме за црногорци, словенци и така натаму. Но имаме проблем да прифаќаме ултиматуми. Јас не сум човек кој што прифаќа ултиматуми. Не убеден сум дека ќе се изнајдат решенија, ќе изнајде и механизми Европската унија и Македонија ќе го добие заслуженото место да биде дел од таа маса, бидејќи одамна тоа го заслужуваме. Тридневната западно-балканска турнеја Калас денеска ја стартуваше од Белград, од каде порача дека ја разбира фрустрацијата на земјите од регионот од предолгото чекање за членство во Унијата, но истовремено ги охрабри земјите да го искористат позитивниот момент за проширувањето. I'm deeply committed to encouraging all the Western Balkan countries to really seize the current momentum that we have in the enlargement. Yes, this process has been going on for quite some time, but there's always a political momentum, and this political momentum is right now. The United Europe is one vision that we must all work towards. Покрај средбата и заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски, шефицата на европската дипломатија утре во Скопје со министерот Муцунски ќе го отвори првиот диалог за безбедност и одбрана помеѓу Европската унија и Македонија. Со министерот Мисајловски ќе посети постојаната балканска медицинска работна група, а ќе оствари средби и со младенски и студентски организации. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.